Почитувани сограѓани, почитувани медиуми. После 2 години од ветувањето за живот за сите во Прилеп, стана јасно дека целата предизборна програма на градоначалникот Илија Јовановски била фарса, во која проектите биле ништо друго освен мегаломански лаги. Ветувањето на Јовановски за 20% пониски сметки за вода, изградба на нов театар, реконструкција на старата чаршија, изградба на 2 нови спортски сали, на 2 градинки, ново училиште, целосна гасификација на Прилеп, обиколници, булевари и што ли уште не, денес се уште одзвонуваат низ прилепските мала. Но градоначалникот и неговите соработници досега само уживаат во удобните фотели. Ветувањето за изградба на здравствено-спортско-рекреативен центар со покриен базен во салата Македонија беше една од најголемите лаги на Јовановски. Денеска овој проект се пролонгира со нови невозможни рокови. Во програмата на Јовановски, пред изборите, овој проект предвидуваше да го користат лица за хидротерапија и ученици со искривен рбет, спортисти со спортски повреди, како и пензионери со дегенеративни појави. Во проектот се ветуваше и посебен дел наменет за мајки со бебиња, како и дел за физиотерапевски третмани. Со новото ветување за изградба на базен во населбата Точила, градоначалникот се откажа од овие категории на граѓани и докажа дека не памети што и како ветувал. Ова е школски пример како се однесува еден неодговорен политичар кој е подготвен за гласови да вети се. Денеска е очигледно дека СДСМ манипулира со овие категории на граѓани и дека злоупотребува човечки судбини. Тоа се политичари без грам срам, без чест и без образ. ВМРО ДПМН ќе продолжи и во иднина да ги разобличува лагите од ветениот нов живот, а верувајте, листата е долга. Ви благодарам.